Добро вечер уште еднашка, ова е емисијата Заспи ако можеш, јас сум Драган Милосављевиќ, со мене е колегата Горан Момирски. Вечерва зборуваме со, можам слободно да кажам, еден од оние луѓе кои што и тоа како ја одбележава последна година, според мене во најдобро можно светло се разбира, професорот Вело Марковски, човекот кој што практично со неговото гостување во нашата емисија пред 9 или 10 месеци, не сум сигурен за точниот датум. Рече си 10 месеци. Рече си 10 месеци, предизвика практично револуција, би рекол, во размислувањата околу она што се случува со пандемијата на COVID-19. Потоа следува, се разбира, нели, поддршка за него, противници се јавија, луѓе кои што го обвинија за се што и така натаму, меѓутоа работите одеа по својот природен тек. Сега се наоѓаме во фаза кога пандемијата, барем според податоците и на Светската здравствена организација и овие нашите, полека го намалува темпото. Да се надеваме дека ќе оди на подобро, иако, како што сите знаете, во Македонија вакцини се уште нема, иако соседните држави, европските држави веќе на големо ги добиваат. Професоре Вело Марковски, добро вечер. Чест ме што повторно сте во нашата емисија. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Да, 27 март беше, значи 10 месеци. Јас сега се подсетив и мислам дека ми помина многу брзо овие 10 месеци, како да помине една недела или две. Да. Така. Интересно околу тоа интервју е што според тоа што ние го направиме како истражување по социјалните мрежи, YouTube каналите, Facebook, тоа е едно од најгледаните интервјуа во 2020 година, додека водевме некаква статистика, ми се чини дека над 14 милиони луѓе го има гледано, и тоа само профилите што ние можеме да ги видим. Значи, во Србија беше преведувано, во Хрватска беше преведувано, во Словенија, во Босна и Херцеговина, во Бугарија беше преведувано. Ме интересира на почетокот, професоре Марковски, ви контактираа ли голем број на ваши колеги, луѓе, вие претпоставам дека имате луѓе од целиот регион, се разбира од цела Европа, околу тоа што го кажавте тогаш? Да, значи, тоа што јас негде го пратев до октомври месец беа 73 милиони. 73, ете, ние... Само на една од овие пренесени во Србија имаше преку 14.000 споделувања на таа скратена форма. Секако еминентни доктори од бивши југословенските простори, имавме контакт, имавме заеднички трибини, бев поканет на безбедносни трибина за организирана во Белград од професорот Зоран Кековиќ. Два пати бев гостин таму, каде што беа еминентни професори, дури академици, директори, декани од Хрватска, од Босна, Црна Гора, Србија, така да измеѓу имавме некои контакти со колегите од Германија. Измеѓу јас не останав само на емисиите, морам да кажам дека април месец направив еден водич за лекување на болни со респираторна инфекција за време на пандемија со COVID. Не беше за COVID, меѓутоа една многу тешка работа која генерално такви водичи прават здружение, повеќе лекари. Испадна тој труд во нашето списание на медицински журнал, македонски журнал на медицинска наука, и после тоа беше многу читан во светската научна јавност, така да после тоа добив и покана за бордот на тие уредувачи, нели, едиторијал борд во едно престижно Clinical Medicine Research списание, меѓу првите 600 списанија во светот, ако се земе дека десетици илјади списанија има, така да со задоволство ја прифатив и таја задача. Потоа уште еден труд во Problems of Infection in Parasitic Diseases. Тоа е списание на Медицинскиот универзитет од Софија. Имунолошките аспекти таму ги анализирав, споредував COVID со грип, мерс и сарс. Така да имав една плодна и истражувачка работа покрај доста настапи по медиумите, и секако со нашите колеги во Македонија, некаде ноември месец, тоа беше моја иницијатива, мислев дека од моето искуство дека им треба малку насоки на матичните доктори, објавив 2 трибини на
на Zoom ги правевме за доктори, беа бесплатни, беа доста посетени, јас очекував повеќе, меѓутоа некаде на двете трибини околу 300 доктори. Разменивме мислења, поразговаравме претежно за пневмониите, бидејќи според моите сознанија во тој период, октомври-ноември, главниот проблем ни беа бактериски секундарни пневмонии и мислам дека таму каде што е, речеме, Прилеп имаше 50 на доктори, веднаш се се осети резултати и во лекувањето. Се работи за лекари кои нормално знаат сами да проценат дали тоа што се презентира е во ред или не е во ред, треба да се примени и така натаму и така натаму. Така, чисто да информирам само, додека доктор Вело зборуваше, го отворив на страната на ова списание Clinical Medicine Research. Тука се навистина во овој едиторијал борд поставени имења кои што се веројатно, јас не можам да се правам премногу паметен, познати во светот на медицината и морам да кажам дека меѓу нив стои и името на професорот Вело Марковски, заедно со Универзитетот од Штип, и ако на некој тоа нешто му значи, пишува од Македонија, не пишува од Северна, Црвена, не знам каква. Да. Професоре, кога бевте кај нас овде, се седивте ви на 27 март, кажавте многу работи во таа емисија, кои што до тогаш беа вака неслушнати, да речам. Дел од тие работи, ако се сеќавам добро, наредниот ден веднаш, особено темата матични лекари и нивната улога, Министерството за здравство наредниот ден веднаш ја имплементираше. Ме интересира, имам впечаток дека мене ми се јавува луѓе од Словенија, колеги, на барање на тамошни лекари, колеги се јавува за да го дадам линкот од емисијата за да ве слушаат, нели, со превод и така натаму. Колку во Македонија ве слушаат актуелните здравствени власти во оваа битка против ковидот? Па, за жал, мислам дека малку ме слуша, иако покрај многу критики, многу потези може да се препознат дека послушаа и мислам дека и покрај тоа што нели критикува, меѓутоа им бев еден добар коректор, водич, давав идеи и така натаму. Мислам дека повеќе ме прифатија колегите и населението. Министерството за здравство за жал не прифати. Не прифатија и луѓето кои ја водат оваа држава и мислам дека можевме да поминеме многу подобро. Меѓутоа, тоа е тоа. Значи, пробав најискрено да се понудам, бидејќи не се работи сега за читање, кој колку чита и колку ќе потроши време, тоа се работи за едно претходно искуство големо, мислам, со респираторни, со горно-респираторни инфекции, каде што јасно беше дека некои работи во таа паника во почетокот, нели, дека не се добри и се покажа како точно, нели, употребата на респираторите веќе се потврди со научни трудови дека 90% е смртноста со респиратори и мислам дека дел од колегите многу рано ме послушаа, нели, во почетокот не, меѓутоа кога видоа дека навистина не оди така како што тера, понатаму испадна точно, нели, кажував на почетокот рано дека нема тука цитокинска бура, иако се даваа скапи лекови, тие беа лекови од околу 8.000 овој. Тоа е реакцијата на организмот, да кажеме, да се речи, кога ќе се преисплашен организмот, дека е преисплашен, дека премногу силно се бори и поради таа прејак одговор си прави самиот штета. И тоа не беше тука случај и веќе научно се гледа дека не е така натаму. Значи, за жал не се прифати, тоа не е моја теза, мислам да се разбереме, тоа се тези од науката, каде што не можеш да даваш ти антибиотик на вирусна инфекција. За жал, долго и мислам, можеби уште се даваат сумамет и панцев на пациенти каде што јасно е дека нема по лабораториските параметри дека нема бактериска инфекција, меѓутоа се даваат и тоа давање на сумамет и панцев понатаму прави многу штета во исходот и во лекувањето на овие болни. Така, меѓу Да кажеме само дека околу овој здравствениот дел ќе зборуваме во вториот дел од емисијата, околу вакцините, особено многу луѓе ги интересира каков е вашиот став и на целата ситуација. Да почнеме сега со тие неконвенционални делови за кои што професорот Марковски не сака да зборува, но некако еве ќе се обидеме да дознаеме од вас. Да, ако смеам, Драган, да почнам. Повели. Ајде, повели ти. Значи, јас сакам само да кажам дека професор Вело Марковски овие 10 месеци толку многу беше и куден, и напаѓан, и обвинуван и за тоа што го рекол, па и за тоа што не го рекол, што навистина тешко е да се извади
што е точно и пренесено тоа што сте го рекле, бидејќи ви често користите и речник кој што не е токму разбирлив за целокупната публика во смисол на професионални изрази и така натаму. Ќе се обидеме покрај делот за конкретно околу болеста, околу вакцините, да се соочиме и со некој од, би рекол, нападите кон вас, кои што се засноваат на некакви тврдења дека вие нешто сте рекле или нешто сте тврделе, а можеби тоа и не е така. Меѓутоа, ајде првин да почнеме од она што исто така веројатно јавноста ја интересира, имено за нова година, додека сите славеа во своите домови, бидејќи не можеа никаде на друго место, вие се соочивте со една сосема друга ситуација. Јавното обвинителство поднесе обвинение против вас и против уште 6 или 7 лица, ако не се лажам. Обвинение кое што по самата своја природа воопшто не е наивно. Значи, вие бевте практично обвинет како еден од коловоđите, така се вика, ороводците на кривично дело шверц на артефакти. При тоа се наведува дека лицата кои што го правеле тоа во 2017-2018 година, без дозвола од надлежни органи, копале на недозволени места, ископувале археолошки богатства практично на Македонија, потоа ги носеле во вашиот дом, конкретно така беше наведено, па беше спомнат и некаков пиштол, па и така натаму, при што потоа сите тие биле продавани, шверцувани практично во странство или на богати луѓе из Македонија, со што сте направиле огромна штета на богатството на Македонија. Обвинение постои, вие, ако не се лажам, пред 2-3 години кога се појави првиот случај, дури бевте и, ако не се лажам, притворен. Меѓутоа, тоа 2 години, 3 речици стоеше некако во воздухот, па потоа обвинителството излезе со информација дека напорно се работело цела година и сега кога ги имаат сите документи, се црно на бело, ви тропнале на врата, професоре, видовен сте заедно со вашите помагачи. Ако смеам да додадам само, откако влеговте во извршниот комитет на ВМРО ДПМН, некако многу обвинителството забрза со постапката. Цинична забелечка, меѓутоа ми се чини дека зборот е дека до сега некако немавте можност да зборувате за оваа работа. Сите сакаат Вело Марковски да зборува за да каже вакцините дали се добри или не, што секако само по себе е важно, меѓутоа од овој дел од вашиот живот сепак мислам дека треба да го изнесете вашето мислење. Па добро, не ми е баш пријатно да зборувам на оваа тема, меѓутоа ме прашавте, значи од сето тоа што е изнесено, јас знам дека ништо не е точно. Значи знам. Ниту пак обвинителството успеа да прибере докази, него сега треба јас да докажувам дали нешто сум направил. Значи со самото тоа што нели повеќе од 28 месеци помина од подигање на тој обвинителен акт, ние очекуваме сега со адвокатите советот да го отфрли, бидејќи првин се поминати сите рокови. Понатаму на неколку пати они викаат еден медицински термин, предметот е инфициран, значи на неколку пати веднаш кога влегов во извршниот комитет на ВМРО, после 2 дена портпаролот на СДС направи пресконференција на кој го изложи овој предмет кој мораше да биде. Нели, јас сум лежал во притвор за тој предмет и тоа е, нели, за да не влијам на сведоци, да не влијам на исходот, на истрагата и така натаму, да бидам достапен до овој. И одеднаш сега се изнесе тој предмет. Значи, потоа се изнесе уште од некои новинари, пред тоа од некои новинари, за да ми честитаа нова година, нели, со изнесување, иако јас го немав, ниту адвокатите, го добија дури на 13 јануари, значи, дел од медиумите сочно го пренесува. Како и да е, значи, јас не знам дали е тоа група, јас сум само неколку месеци следен заедно со некој од нив, значи не со другите, само со еден, и генерално има разговори по телефон. Каде што он кажува нешто на некого, дека нешто има, дури нешто и што он рекол човекот, ама обвинителите сватиле дека тоа сум јас и така натаму. Се извинувам, само малку вие ги знаете, работите добро, меѓутоа и ние, а и гледачите, малку не е јасно. Ова последно ќе почнам. Некој рекол по телефон човекот, така, и обвинителството заклучило дека тоа сте вие. Да. Врз основа на што? Па затоа што така мислеле, не знам. А во обвинителниот акт има некакво поврзување? Никакви, значи таму нема ни еден доказ, ниту пак во целата група нема артефакт.
оние викаат група, јас нели ги добивам тие резултати и читам. Значи нема артефакти. Значи имало пим мерки, јас сум следен и точно се знае до милиметар, не седам на тој стол, седам на овој стол. И нигде по тие пим мерки не е рекло дека таму и таму тоа и тоа, значи воопшто не сум згазил, ниту сум имал намера. Значи сме шетале во природа, сме истражувале, собирам камења, значи тука има дури јас сум запрепастен колку невистини од страна на обвинителството. Значи камења кои кај јас сум ги собирал 10 години се накалемени дека се ископани таму негде од некој локалитет каде што некој наш предец тие камења ги скрил како многу вредни. Иако се работи за камења или драги камења? Не, драги камења во Македонија нема. Значи они го кажуваат, значи има полудраги камења, кварцови, аметисти и така натаму, некои од нив и не ги знам. Вредноста на тие камења е минимална. Значи јас имам и трудови за тие камења, хоби ми е, ги собирам и се уште не ми е јасно што грешам. Еве, ќе одам у затвор и што треба да се поправам, да не го повторам делот. Значи јас кога почнав со тоа ги прашував, имаме професори во Штип, значи ми го дадоа законот за минерални суровини, ги има сите тие, и таму евентуално ако имаш огромни количини или се смета со овој се одговара прекршочно. Така да не знам зошто цело време тоа како некакво богатство. Јас се повторно се извинувам вака како недоветен малку, морам да прашам. Камења ве винуваат дека сте собирале вредни камења, тие ги имате дома, значи не се продадени, така? Тука се камењата. Не, камењата се тука и се тие, значи сум направил труд, сме ги истражувале, кристалотерапија, има неколку болници во Србија кои работат со тие камења како терапија и така натаму. Не е битно и значи во целиот тој предмет сега некој од таму рекол, замислете, некој мене ми поклонил златен ланец од 160 грама и такви некои, значи се работи за ланец од медицински челик кој се продава 900 денари на интернет и запрепастува. Меѓутоа јас навистина еве доволно мислам дека кажавме, ке почекаме како ќе реши советот и после тоа мислам дека од страна на обвинителството во овој предмет направија неколку кривични дела кон мене. Очигледна е омразата, бидејќи зошто не се отиде едноставно на суд, зошто мораше во јавност, по медиуми и така натаму, нели, предметот да се изложува. Да не речам дека еве соседна Бугарија комората се избори да лекар воопшто, значи се направи штета на името, на професијата и така натаму, значи не смее да се спомне во јавност, освен во случај кога е осуден, кога е завршено, нели, судењето. Така да мислам дека тука имаме едно злосторничко здружување од страна на некои од обвинителите, заедно со некои од новинарите, заедно со портпаролот на СДС и со НН лице од СДС, бидејќи сето тоа беше координирано од аспект на изнесување на предметот во јавност. Прашавте ли вие како дојде од обвинителството во кај портпаролот на СДСМ таа информација? Значи мислам дека обвинителството по службена дејност требаше тоа да си го преземе. Не мислам како јас да прашам. Нема за тоа такво нешто. Па јас немам информација дали они преземаа, како дошол тој предмет, како излегол од кај нив, што се случувало, тоа не знам. Така да мислам дека ќе верувам во правниот систем, верувам во стручноста и во професионалност. Професоре, рековте омраза. Искрено, да бидеме реални, јас не мислам дека се работи за омраза, мислам дека се работи за политичка пресметка. Вие сте сега члена на високото тело на опозицијата, ВМРО ДПМН, и некако ви се случи тоа што на многу други луѓе, каде што имаше некаква можност им се случи истото. Да бидат етикетирани, да бидат номирани, да бидат апсени, да бидат осудувани, да бидат обвинувани, така натаму. Ми се чини дека вашата улога во целата оваа работа, бидејќи ги откривате слабостите на здравствениот систем во многу критичен момент, е уште вашата улога уште поважна. И некако политички гледано, земајќи ги пред сите прљави работи во македонската политика, некако за мене, ви кажам искрено, како да е дел од нормалната приказна. Добро, мислам, не сакам да верувам, а од друга страна, скоро да нема човек од извршниот комитет на ВМРО ДПМН и од раководството кој нема кривична пријава, што само по себе нели е сомнително. Меѓутоа, не сакам да верувам дека до толку ги користат, односно дека дозволуваат некои големи професионалци кои се врвни експерти во својата област, зборуваме за судство и правосудство, да дозволат да на некој начин бидат пилотирани или водени од некои или заеднички ги решаваат предметите со политичари. И инволвирани во кривични дела, и тоа како опција го ставаме, така?
Значи и тие правосудни работници инволвирани во кривични дела. Самото тоа по мене е кривично дело. Ако смеам само една паралела да направам, денеска подпредседателот на СДСМ Коста Петров, кој што инаку директор на Фондот за иновации и развој, владиниот фонд кој што даваше милиони евра последниве 3-4 години, десетици милиони евра, јавно призна кривично дело. Не знам дали го видовте тоа, не знам дали може да го најде, изјава каде што портпаролот на ВМРО Димче Арсовски го испрашува, човекот потврдува и на крајот вели да, се извинувам, направив кривично дело. Искрено јас повторно малку наивно очекував дека вечерва полицијата во основа на налог, судски налог, нели од обвинителството, ќе дојде и ќе го уапси Коста Петров. Не сакав да му се случи тоа, тоа очекував заради тоа што тоа е логична работа. Човекот направил кривично дело и се извини пред цела јавност. Кај вас нема никакви докази, кај огромен дел од тие луѓе, што ги спомнавте, најголем дел од тие луѓе, нема никакви, а се согласувам, голем дел од членовите на извршниот комитет, па и на централниот некој, поранешни функционери на ВМРО ДПМН, сите имаат проблеми со законот. А добро, тоа е видите сега решение, одлуката е на тие што нели се на власт, колку ќе бидат демократи. За жал главната парола на Социјалдемократскиот сојуз, за кој сигурен сум дека доби избори, бидејќи огромен број од семејствата во Македонија се засегнати со овие проблеми, беше нема правда, нема мир. Меѓутоа очигледно е, јасно е дека не само што го ја прифатија таа освоена територија, туку гледаме сега има прочистување на суди, има промена, не знам, на избор на председател на судски совет и така натаму. Значи, нивно е да решат дали ќе одат кон режим или ќе застанат, односно би требало да свати секоја политичка партија кога е на власт дека не треба да го прави тоа што, да речеме, нив не би им одговарало кога би биле во опозиција. Да. Професоре, пред да го пуштиме ова видео, ако се да го пуштиме, се надам дека Горан ќе се најдам подобро од тебе. Само да прашам, во она обвинение за вас, вие споменавте драгоцени, полудрагоцени, односно ви рековте драгоцени камењи нема кај нас. Меѓутоа мора да признам дека во текстот ја што го најдов на една телевизија, изјавата од јавното обвинителство е дека меѓу другите работи имало одземени артефакти, имало монети, полускапоцени, искапоцени камења, стар накет, скулптури, керамички и бронзени предмети, метални шипки, мапи, метал детектори, скици, тефтери, нотеци, мобилни телефони. Ова со мобилните телефони ми е малку сумниво. Тоа за целата група, така? Група, значи, јас навистина тука би замолил да прекинеме, бидејќи се уште судскиот совет треба да донесе одлука. Мислам дека е јасно. Кај мене има само камења и монети кои се секое второ семејство има на носи, има нели бронзани римски пари со вредност од 3 евра и мислам дека повеќе јас не би сакал да само што за револверот, професоре, тоа ме интересира. Револверот кај вас е најден? Тоа е не, за него немам обвинение се немате, да. Иначе тоа е на татко ми со дозвола, умре. Татко ми со Алцхаймер. Беше во семејна куќа на трети спrat. Затоа што некаде ве прашувам не случајно, некаде по социјалните мрежи, значи некај медиумите и таква информација беше дека сте имале револвер, што вака обичен човек може да го насочи дека вие сте некој стварно криминален што носи пиштол. Парадоксално што јас после војска немам пукнат, значи мразам оружје, сум одел во планини, сум одел и на Солунска глава, никогаш оружје, никогаш само едно ноже мало носам и еден стап. Така да значи, ако еве сега значи јас имам добиено трофеен пиштол и во едно време, нели, мислам дека беше господинот Хари Костов, побара да се вратат сите тие пиштоли, јас го вратив за да не ми влегуваат дома, меѓутоа потоа на Уставен суд го симнаа таа одлука и веројатно 99% од луѓето си ги вратија тие пиштоли. Мојот пиштол стои, може да се провери, стои таму, можам да го, ако не друго, да го продадам, меѓутоа еве, бидејќи не сум љубител на тоа, како дека не сакам. Ова ве прашав заради тоа што човек што не упатен и ќе прочита некаде дека имате напис, во кој што стои пиштол, камења, артефакти, Вело Марковски, тоа е веднаш. Овде зборувам за кампања на социјалните мрежи. Што можам да правам? Значи, веројатно ако се сеќавате, не знам вие, во социјализмот имаше парола подобро 1000 виновни слободни него еден невин во затвор, меѓутоа очигледно тоа веќе не важи. Значи јас не треба да докажувам што не сум направил. Значи некој треба да докаже што сум направил. Сега во еден краток период од 4-5 месеци, у кој сум излегол 10 пати у планина, кај точно се знае по овие ПИМ мерки, точно е кај сум сгазнал.
И нема, мислам, Добро, ќе го следиме наставно. Сега веројатно важи подобро илјада невини од опозицијата отколку еден виновен од власта. Вака само да. Ќе ја следиме рекирам. истрагата во секој случај, меѓутоа добро, тоа е веќе друго прашање. Овде го имам режијата, се надевам ќе може да го пушти, значи извадок од разговорот меѓу Димитар Арсовски и Коста Петров. Еве го пуштам во овој момент, се надевам дека ќе можат да го пуштат. Господине Петров, дали користите медиумска промоција за фондот на иновации, но не на социјалните мрежи, туку преку медиумите и интернет порталите? За 5 години фонд на иновации има, мислам, банери на 5 портали. Тоа е конкретно од оваа рамковна спогодба, така? Значи дизајните се од рамковната спогодба, да. А со кои пари се платени рекламите на тие 5 портали? Со буџетски средства на фондот за иновации. Дали знаете дека на 24-та седница на влада, кога вие се уште не бевте во политиката, на 22 август 2017 година е донесен мораториум и забрана за рекламирање на институциите во медиумите. Тука се вклучени и веб порталите. Дали сте свесен дека со ова што сте направиле кривично дело? Во ред, ако сум направил кривично дело, извине, меѓутоа се работи за промоција на активностите за 5 години на фондот. Тоа е тоа видео. Се враќаме во студиото. Мислам дека видеото зборува само по себе, секој може да донесе сопствен заклучок. Ние се враќаме со професорот Веле Марковски во разговорот. Уште една нејасноти има во јавноста. Вие професори сте познат по своите медицински достигнувања и одеднашка некако, барем така се чинеше јавноста, се вративте во политиката и тоа прилично промптно веднаш во извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Од каде тој порив да се појавите на голема врата во политика, ви рекам? Па сега јас не ги гледам така работите, дали е на голема врата, значи имав разговор со председателот Мицковски и лично сметав и влегов идеалистички. Лично сметам, значи јас по вокација сум, нели, како што сите мислиме, патриот и моето убедување дека ВМРО-ДПМН се уште и ќе биде на браникот на националните и државните интереси на Македонија и во тој период имаше сериозни обиди да се струши легално избран председател. Јас едноставно мислам дека не треба тоа да се случи, дека ние имавме многу примери во минатото кога имавме силни лидери, нели тоа му замеруваат на председателот сега на ВМРО-ДПМН, меѓутоа тие силни лидери внатре партиски нема демократија и мислам дека треба да одиме со промена, да одиме со човек кој очигледно, нели, е со многу демократски капацитети, сега на некој им смета, меѓутоа тоа е тоа. Ја мислам дека не можам да го замислам ниту вие да земе конзерва со боја и да фрла, да речеме, на кабинетот на председателот Пендаровски, нели? Така да мислам дека во една демократска атмосфера се носат одлуките, се гласа, нема слики по штабовите на ВМРО-ДПМН, не се станува, не се ракоплеска, значи за мене една нормална современа демократска основа и од таму сметав дека ќе можам да помогнам. Така да ја добив таа покана од председателот Мицковски и ја прифатив. Така. Морам да признам дека токму тоа што вие влеговте во политиката, многумина од другата страна, нели, на политичкиот спектар се бидат да го искористат како контратежа, односно како обвинување. Еве професорот кој што е контроверзен по своите изјави во медицината, човек што има на грб вакви и онакви дела кои што се уште се недокажани и така натаму, влезе во Централниот комитет, во извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и фактички со тоа докажа дека тамо тие се не знам какви. Сакам да кажам дека медиумската пропаганда у суштина феноменално ја одигрува својата улога и практично ве става во позиција понекогаш наместо од позиција на опозиција да напаѓате, да мора да се браните. Па добро, знаете што, пред малку дискутиравме, значи успеа, значи тоа е очигледно беше намера, заедно со сите средства и дури со користење на државните институции,
Мислам дека повеќе од 2,5 месеци немам телевизиска емисија или интервју во однос на ковид пандемијата. Само по себе мислам дека е во најмала рака, не знам, штетно за нашата држава и мислам дека дел од тие одлуки и самите констатиравте дека доколку бев присутен веројатно ќе коригирав некои ставови околу вакцина и така натаму околу терапијата, меѓутоа они сватија дека односно решија дека јас сум штетен. И во ред е сега, тоа е тоа, значи, како да кажам, они така ги носат одлуките. Јас тоа што ми е мене, нели, што ми тежи или што мислам дека е важно, го пишувам на мојата Facebook страница, така да делот од населението може да ги прочита некои од ставовите. Така, добро, еве, сега сме во јавност, практично во... Но по колку време? Некако ми се совпаѓа ситуацијата, вие влеговте на почетокот на октомври, ако не се лажам, во извршниот комитет на ВМРО ДПМН, и ве имаше уште краток период на медиумите и некаде средината, почетокот на ноември веќе ве снема. И тоа што го проверувавме денеска како факт, нели, ве нема некаде од тамо 10 ноември. Со тоа што во тој период јас од колеги во една телевизија, наши колеги, нели, разбрав, имаше најава дека вие ќе гостувате, но потоа не ве видов. Што се случи тогаш? Или можеби јас погрешна информација имам сега, не знам. Да, значи имаше една емисија закажана, не би кажувал која телевизија. Нема потреба. Значи беше закажана да одиме тематски со тема вакцина, тоа беше актуелно, тоа беше некаде средина ноември. Така да добив порака од новинарот дека тој ден има нешто друго планирано, а веќе беше договорено, и дека негде после новогодишни празници, нели, уствари тоа беше средина на декември изгледа, поканата, и после новогодишни празници ќе ја реализираме емисијата и така натаму. Значи, празниците помина, еве, ќе дојде уште малку. Па не, навистина не можам да сватам, значи кога некој многу чита, има многу податоци, значи не се тоа контраверзни ставови, луѓе. Тоа е науката и ќе видите, ќе помине време како што се покажа за многу работи, тие ќе си дојдат така како што ќе си дојдат. Проблемот е што многу малце луѓе се остручени во тоа сегментче и што многу малце луѓе можат да зборуваат, а од друга страна излегуваат луѓе кои кажуваат ставови за кои не се баш со некое искуство, него по логика, по читање и така натаму. Така да јас ниеднаш не сум сменил, ако сакате да ги гледате сите и заедно сите емисии, ниеднаш немам сменето став, дури на моменти кога навистина беше тешко. И во светски рамки немаше информации врз основа на моето претходно искуство, фаќав одредени ставови се со цел да излеземе како држава подобро. Значи, професоре, ако ве послушаа за сите работи што ги зборувате, можеме да кажеме колку проценти ќе спасевме човечки животи? Овде сепак се работи за човечки животи, не се работи за суета. Тешко е, знам дека е тешко, меѓутоа... Па, мислам дека многу. Дека многу, дека организационо потврливме во стратешки во лекувањето, истата комисија кога ние да не забораваме дека имавме пред тоа епидемија со морбили, која со месеци ја влечевме, за која имавме од СЗО дури, колку ја што разбрав, понуди да пратат некој лекар да не оправат, па беше одбиена, таа истата сега носи одлуки за вакцини и така натаму, така да мислам дека и поготово и финансиски крајните резултати ќе беа многу подобри, а финансиски сигурно ќе поминевме дека имавме од до, нели, варијанти да одиме со подобри исходи. Да. Каде најмногу потфрливме? Лекувањето на акутните случаи. Има еден пример во Охрид што мене ми е близок, се разбира не малку, многу ме погодува. Луѓето се уверени дека се работи за лош третман во болницата, не за персоналот, туку за лош третман, за недостаток на протоколи, за непознавање на состојбата. Зборуваме за Охрид, еден од најголемите македонски градови. А имаше, значи, цела емисија да направиме, можеме да, значи, има многу, значи, стратешки избор на ковид центри, затварање на ковид центар 8 септември, носење на ковид центри кожно, очно, значи, клиники кои одамна, значи, колеги кои си имаат своја субспецијалност и не се бават, и таму имаме најголеми смртности.
протоклите, изостанување на обуки на матичните лекари. Мислам дека клучното беше стратешка грешка кога се одеше со паролата седите дома, не одите на лекар, зачувајте ги лекарите и така натаму. Значи има пациенти кои така не ќе додат на лекар, така да кога доаѓа многу касно на лекар. И навистина мислам дека можеби една или две емисии можеме да потрошиме. Посебен проблем се лековите, претпоставувам. Сега последен скандал што го откри Асоциацијата на млади лекари и специјализанти пред неколку дена. Министерството тврди дека лекот за Клексан, мислам дека се работи што е лек, дека го има во аптеките. Од друга страна и Асоциацијата на млади лекари и специјалисти, да ги споменеме два пати, многу активни на ова поле, им благодариме, се разбира, истражиле дека ги нема. И не само тие, огромен број на луѓе, коментарите покажува дека ги нема тие лекови. Зошто да нема еден Клексан? Секаде го има. Знаете што, значи кога зборуваме за овие стратешките грешки, значи веднаш јасно беше како ќе оди работата, веќе во април требаше трезвено да се размисли што све ќе ни недостасува од медицински помагала, лекови и така натаму во следната година и да се набави уште тогаш. Бидејќи капацитетите на производителите се ограничени, не можат неограничено. Сега имаме, очигледно е дека Клексанот е потребен, дедимерите се покачени кај најголемиот дел од ковид позитивните, покај редовните трудници и така натаму, после операција, болните, значи има сигурно неколку пати повеќе побарувачка на Клексанот. И факт, и јас и мене ми требеше, значи го нема во аптеките и мислам треба да се објасни дека го нема затоа што толку се капацитетите, веројатно нема од каде да се набави, меѓутоа таа набавка требаше да се предвиди неколку месеци унапред да се оди. Значи ние моравме да имаме државни резерви. Ние имаме таква институција за каде што се чуваат лекови во резерва. И тие таму мораше да бидат полни и со антибиотици разни, и со клексани, и со инфузии, со што ти знам помагала таму, игли, шприцеви, сето тоа што може, маски, сето тоа што може да ни потреба. Вие постојано зборувате за предвидување и тука веројатно мора да се согласиме сите дека најмногу потврливме во она што се нарекува државно предвидување на околностите што ќе следат. Сега имаме оваа ситуација со вакцините. Исто така беше најавувано дека ние преку Ковакс системот ќе набавиме преку Pfizer и така натаму, меѓутоа фактичката состојба на терен вели во овој момент, денеска е 25 јануари, 26 веќе не знам кој е 25 јануари, во Македонија нема ниту една вакцина. Соседните земји вака така почнаа да ги добиваат, во Европа веќе на големо оди тоа, некои земаат турски, руски вакцини, некои кинески, меѓутоа и од Pfizer и од останатите големи компании кои што произведуваат. Во Македонија поради очигледни грешки на здравствениот систем, поинаку тоа не можам да го разберам, се уште нема ниту една. И прашање дали ќе има наскоро, и тоа е посебно прашање. Добро, последното со што ни се беше ускратува правото на избор, нели? Огромен дел, според некои анкети, над 60% од македонските граѓани не сакаат вакцина, и тоа е друго прашање, тоа е посебно прашање. Прашањето е зошто ние да немаме право на избор, професор? Значи, јас бев сигурен дека така имаше информација дека се уплатени 8 милиони евра и така натаму, не знам, Модерна или не знам кај беше, дека се завршена таа работа. Меѓутоа немам информации, веројатно треба министерот да објасни што се случувало. Значи сега се обидува да се скријат информации, ги нема тие вакцини, тие се така наречени нови вакцини. Значи, стратешки, ние рековме дека ќе се вакцинираме и дека треба да ги има, да, некои од тие што сакаат да се вакцинираат, меѓутоа морам да потенцирам дека значителен број од населението, и тоа е многу важно, имаат антитела, имале контакт со вирусот, некои симптоматски, некои асимптоматски, така да сигурно сме во една состојба во која мораме да тестираме претходно пред да се вакцинира. И ако ги немаме вакцините, меѓутоа не знам дали ќе имаме друг пат можност да споделиме ова информација. Значи многу е важно пред и државата мора да набави бесплатни тестови. Десетина пати ги спомнувам, значи тие серолошки тестови и тие луѓе што имаат антитела не треба да примат вакцина. Може конкретни да бидеме, персонал во една болница ковид центар. Голем дел од нив претпоставувате вие дека веќе имаат антитела заради тоа што прележале ковид така. Доколку добијат вакцина без да бидат тестирани, што ќе се случи?
Значи, зависи од нивото на антитела кои го имаат они. Ако е тоа ниво на антитела високо, тогаш може да има бурна Високо е реакција. колку? Над 7, над 8? Високо зависи од тој катов се вика, нели, колку е минималното или колку е спрема различен производител колку предвидува. Меѓутоа, како и да е, ако има задоволително или високо ниво на антитела, која ќе се даде вакцина, бидејќи вакцината сега треба, нели, класичните да се дава како антиген. Меѓутоа, тука имаме нови вакцини кои се малце по-комплицирање системот на стварање на антитела, односно презентација на антигенот на површината на клетката. Во овој случај би дошла до една бурна реакција, кога би имале многу антитела и веројатно би се активирал целиот имунолошки систем и голем број од овие клетки сопствени кои би презентирале вакви антигени на својата површина би биле уништени, така да овие што имаат високо ниво на антитела би можеле да имаат сериозни проблеми по здравјето и затоа мојот став е дека мора претходно да се тестира. Да не бидеме погрешно сфатени дека се залагаме против вакцинација, против вакцини, не. Нашиот став, и со Драган сме разговарале, кој како сака, така ќе си премине. Тоа е многу важен момент. За да се утврди точно какви ќе бидат последиците, владата, Министерството за здравство мора да направи систем каде што луѓето што ќе примат вакцината да се провери нивото на антитела за да избегнеме катастрофални последици, вака да бидеме многу прецизни. Но тука мора да поставиме прашање, бидејќи навистина влегуваме во една тема која што е екстремно сензитивна. Значи, вие професоре велите дека практично секој што има високи концентрации на антитела, де треба или да се... секој што има антитела, не е битно. Секој. Меѓутоа, еден ваш колега пред кратко време даде проценка дека веројатно од 800 до близу милион луѓе или можеби над милион луѓе во нашата земја веќе имаат створен имунитет. Ако е тоа точно и дека ако наскоро ga надминеме бројката од 1 милион луѓе кои што веќе го створиле природниот имунитет, тогаш би требало по моја логика огромна количина на тестови да се направат. Затоа што секој што јас ќе се ставам во позиција, сакам да се вакцинирам, немам појма дали ги имам антителата во себе, меѓутоа не сум јас еден човек, него зборуваме за милион луѓе, можеби милиони 500.000. Тоа ќе направи хаос во системот. Гледај, се работи за огромна бројка, меѓутоа зависи колку ќе вакцинираме. Са ние ако вакцинираме 8.000 или 5.000 или 10.000 во месецот. Но ние имаме 800.000 нарачано од Pfizer и уште 800.000 преку ковакс системот. Тоа се за 800.000 луѓе. Тоа се бројки кои што манипулираат властите. Реалните бројки не ги знаеме затоа што колку за Бугарија значи... беше 100 вакцини од Бугарија биле ветени, дека се направи драма дека кој знае колку Бугарија ќе даде. Значи, без разлика колку се, значи, може да имаме многу несакани ефекти. Значи, тоа сме го практикувале кога имаме хепатит Б и така натаму, нели, вакцини кои се даваат, треба да се види имунолошката состојба. Бидејќи се влегуваме во една фаза каде што имаме пандемија, значи, по правило, кога имаме пандемија од грип и така натаму и од некаква ваква инфекција, во исто време не се прават вакцини баш ради овие проблеми. Значи сега мора, ако сакаме да вакцинираме, мораме да тестираме. Инаку можно е да имаме несакани ефекти. Од друга страна, мислам дека веќе класичниве вакцини кои не се стари методи на добивање, тоа се на растење на вирусот на култури на клетки или на ембриони, уште постарите на пилешки ембриони и потоа двоење на тој S-шилец од SARS-CoV-2 вирусот и како такви, нели, како шилци да се дадат како вакцина. Тој систем кој јас би го препорачал, веќе кинеската е готова, Пастер мислам дека се при крај со испитувањата, можеби треба да се размислува и за таков тип на вакцина, меѓутоа без разлика антителата мора да се примат. Се ушеднаш ќе морам да ве прекинам, се извинувам за да бидеме јас. Значи, ако добро ве разбрав, има два вида на вакцини. Едните се овие што сега се зборуваат Модерна, Pfizer, Спутник и така натаму, кои што во организмот практично му помага да премости дел од процедурата за создавање на одбранбен механизам, а овие други што ги спомнавте се кинеската и Пастер, францускиот институт, тие имаат поинаков, да речам, тек на вметнување на антителата во организмот или
ги провоцираат всушност антителата. Се извинете вака малку лаички ми тоа за Ајде првин да ги објасниме класични. Значи класичните го вади тој дел има методи да го извадат само површинскиот антиген, бидејќи тоа е проблем, нели, се врзува за клетката и тој е способен да ствара антитела и со одредена техника, веројатно заедно со некакви конзерванси и така натаму небитно, тоа е класичниот тип, се внесува таа вакцина и тие антигени се имунолошкиот систем ги препознава и ствара антитела на нив и тие антитела трајат различно долго, значи природното прележување ве поминаа 7-8 месеци тестирање, имаат солиден имунитет. Од вакцини ќе видиме колку ќе има имунитет, значи не мора да значи, бидејќи од вакцините може да трае кратко имунитет. Читав некаде дека теоретски може и 2 до 3 недели, а може и до повеќе месеци. Ќе видиме, значи треба студии, може не треба да шпекулираме, значи тој класичен систем кој досега ни е познат, значи не ствара забуни, го препорачувам бидејќи милиони и без разлика колку траеве и за грип на тој начин се прават вакцините, значи без разлика колку трае имунитетот, нито спасуваат илјадници животи тие вакцини. Трае кратко, 9 месеци, меѓутоа спасуваат илјадници животи и тие вакцини за мене се окей. Сега новиве вакцини, тие се два типа, тоа се РНА и ДНА вакцини. Значи ДНА вакцините тие се генерално има многу, значи преку 160 компании произведуваат вакцини, значи чекаат некаква иако не е одобрување, меѓутоа се во таа листа на Светска здравствена организација, значи од овие ДНА вакцини Оксфорд и руската се тие ДНА вакцини, значи тие која им е замислата, која е патогенезата. Значи истата оваа секвенца што збориме за ешилецот, значи се вметнува сега во аденовирус кој треба да биде носач, транспортер. Значи едноставно кажано треба да биде камион, значи треба да однесе овој аденовирус, да однесе оваа секвенца до јадрото на целни клетки и ова јадро да почне да ја произведува оваа секвенца да дојде на површина на клетката, значи на некој начин да излажеме клетката и на собствената клетка имунолошкиот систем да го препознае овој стран антиген и да почне да ствара антитела. Значи тоа е тука сега има многу проблеми. Дали ќе отиде баш во целните клетки, дали нема да отиде во мозок овие аденовируси, нели, бидејќи тој мускулно ќе се даде со циркулација може да отиде секаде, дали организмот има антитела против аденовирусот, па ќе го уништи аденовирусот и така натаму, значи има многу проблеми кои се уште не се испитани и ќе видиме. Можеби ќе биде успешно, меѓутоа мислам дека многу реални проблеми има и дека ќе имаме проблем со тие вакцини. Другите се РНА вакцини. Тие го заобиколуваат, тие не идат на јадрото, значи нема можни генетски модификации, то тие по синтетски пат синтетизираат таа секвенца иста, нели, што е овај РНА секвенца од коронавирусот, од С-шилецот, ја вметнуваат сега, тука имаат исто проблем носач кој ќе биде, таму избор се липидни честички, фактички полиетилен гликол. Значи тоа е една супстанца која многу се користи во фармацевската индустрија, меѓутоа и во прехранбената индустрија. Така да во некои студии во Америка 70 на 73% мислам од алергиите се всушност на овој полиетилен гликол. Така да секој што е алергичен ќе има проблем со овие вакцини. И исто тука, значи, они треба сега да не идат во јадрото, меѓутоа треба да влезат во клетката, да дојдат до рибозомот. Рибозомот тој кој ги произведува протеините и да го произведе исто овој С-шилец, овој пак да дојде до површината на клетката и понатаму овој патогенетски е исто. Меѓутоа тука ќе има многу проблеми, бидејќи сега треба да видиме повторно дали ќе отидат овие носачи во друго место, дали ќе отидат во некој витален орган, колку клетки, колку вакви честички, тоа се многу ситни честички, нели, ќе влезат во една клетка, нели, предпоставката дека ќе влезе една, нито може да влезат многу во една, во друга да не влезат. И по мене многу битен кога природната mRNA која се ствара, нели, во јадрото, која се создава во јадрото, веднаш јадрото лачи уште два ензима кои за неколку секунди до минута до 2 до 3 уништуваат таа информатичка РНА, бидејќи во спротивно неограничени количини ќе се произведуваат од еден протеин. Сега по вештачки пат не знам како ќе успеат да го прекинат действувањето на овој месенџер, барем мене не ми е познато или не сум го прочитал или нив не им е објаснето или го кријат.
така да постои опасност да долго време одредена клетка ги исфрла овие шилци, што исто така може да биде проблем. Значи како и да е, овие вакцини се нови вакцини се. Генерално кај луѓе немаат некаков успех, РНА вакцината воопшто не е пробана кај луѓе. И мислам дека е паметно да се почека, да се видат резултатите, да се довршат студиите. Мислам дека овие класичниот тип веќе стигна, меѓутоа што е предноста на овие нови вакцини? Предноста е што можат големи количини на вакцини да се произведат. По класичниот тип, значи, веројатно годишно, 300-500 милиони дози ќе се направат, а сакаат со новиот тип на вакцини, нели, неколку милиарди, 6-7 милиарди, бидејќи... Тоа повлекува друго прашање, професоре, морам тука не да ве прекинам, меѓутоа само да ве надополнам. Вие своевремено бевте скептичен околу можноста да се направат вакцини за краток период. Вие зборувавте дека пред 2022 година тешко дека би имало вакцини кои што би биле по сите нишани, бидејќи нели процесот на правење на вакцините е спор и така натаму, меѓутоа еве сега ги имаме. И тоа ги произведува практично веќе секоја моќна држава, секоја моќна компанија. Фактот дека забрзано се правени, значи веројатно го има делот и за заработка, се разбира тука, и тоа многу е веројатно важен, меѓутоа за тоа што се забрзано направени ги прави уште поопасни или како? Па не, видите, процедурата, самото правење, реков, или технологијата напреднала без ние да знаеме. Технологијата е, веројатно, овие синтетски им дозволува порано да ги произведуваат, меѓутоа има некои податоци кои еве да не бидеме сватени дека сме антиваксери. Значи, Pfizer ја почнува производството на вакцини на 9 јануари. Значи, пандемијата е прогласена 11 март 2020. А понатаму последните клинички испитувања, нели, според истите производители, значи негде мислам дека беше 27 јануари 2023 им завршуваат. Значи дел од Модерна завршува 2022. Значи они имаат завршено третата фаза од клиничкото испитување, меѓутоа сега оставаат 2-3 години да се видат несакани ефекти, да се доврши студијата на тие луѓе што ги анализираат 20.000 вакцинирани. Меѓутоа и покрај студијата се оди на масовно вакцинирање во цел свет. Но објективно и ваков проблем досега светот немал, професоре, сега. Значи немало амбиции ризикот да се... може би оправдан ризикот. Вакви амбиции досега светот немал да произведе вакцина за сите жители. Немало, веројатно немало ни потреба, значи ниту па имало капацитети. Значи сега можно е да има значи може да има многу проблеми. Да речеме сега Шведска има голем број вакцинирани, иако они одеа со друг модел. Значи читав дека сега едно од тие пратки од Модерна им дошла на -70, а таа треба да е на -10. Па сега они сакаат да тужат Модерна и така натаму. Има проблем во голем број европски земји околу тоа. Во транспортот, во чувањето, значи оваа операција не е лесна, значи тоа се работи за неколку милиарди. Проблем е што можеби производителите беа гурнати на некој начин од владите кои унапред им платија, им нарачаа вакцини, произведите, значи они веројатно им викаат добро, ние уште не е завршено, да, ама нас не е проблем, вие направите вакцина. Така Европска унија веќе е во сериозен проблем со една од компаниите затоа што не испорачала доволни вакцини. Па мислам кои што се платени. Да, они плаќаа унапред и тука мислам дека ќе има проблем, меѓутоа ќе почекаме, ќе видиме како. Може ли околу ваш став личен, и тоа вие сте сега член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, мене ме интересира официјално, или претходно на друго прашање. 2019 година имаше информација на социјалните мрежи дека 2019 година Македонија нарачала вакцини. Вистина е ова или не е вистина? Сум го слушнал јас тоа, треба да се провери службен весник, дали е тоа договор не за овие вакцини, тоа договор со фондацијата Мелинда и Бил Гейтс и владата на Република Македонија дека имаме некаков договор за вакцинирање. Меѓутоа јас го немам изворно погледнато документот, така да не ви можам. Добро. Како член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН ме интересира ВМРО ќе даде поддршка за вакцинацијата на населението на владата на Република Македонија, затоа што постојано ве винуваат дека вие сте тие кои што не сакаат да помогнат во оваа криза. Значи, нашиот став е
треба да се набават вакцини за тие што сакаат, да вакцинирањето да биде доброволно со претходно тестирање. Бесплатно тестирање на на сите што сакаат нели да се вакцинираат. Професоре, многу добро што се прилично јасно, да. Многу добро што се вративме на таа тема, бидејќи преска ја размислував, нека звучи ова прашање сурово. Меѓутоа, професоре, вие велите би можело да има несакани последици затоа што некои повеќето луѓе би имале антитела во себе. Дали затоа веламе сурово, дали процентот на тие што би имале несакани последици би бил доволно мал, занемарлив за да може државата да затвори очи да рече па добро, или се работи за процент кој што би можел да биде сериозен? Сега јас напамет зборувам, меѓутоа од 100.000 вакцинирани, ако 10 души имаат несакани последици, тоа е лошо, меѓутоа е издржливо. Ама ако имаат 1000 големи проблеми, тоа е веќе нешто страшно. Тоа се веќе не можеме, нели, што би било кога би било. Значи тоа треба да видиме како ќе бидат. Има некои информации во Израел дојдоа дека од вакцинираните, мислам, висок процент се разболеа од ковид. Негде 20% вакцинирани повторно се разболеа. Имаше Норвешка значителен, за мене 23 умрени имаше од некоја серија, така да во некои држави не се репортираат умрени. Значи, по мене, ако има такви умрени, веќе е проблем, бидејќи друго е кога некој умре ќе од болест, а друго е кога некој ќе умре од лек. Од лек. Од Има многу луѓе што... Меѓутоа, тоа не можеме сега, како да ви кажам, како да збориме за бројки, не знаеме ни колку ќе вакцинираме, А ни не дали може ли ќе да се направи тестираме. паралела, тоа сакам да кажам со некои претходни случаи, бидејќи претходни случаи немало. Последна голема инфлуенца е на шпанскиот грип, ако не се лажам, пред 100 години, така што... Не, сосема различни се, сосема различни се и од вакцината за грип нема вакви, нема умрени. Значи имаше, мислам дека беше 1977 година, една серија каде што имаше голем процент на Жилијан Баре, тоа е заболување на нервите, полирадикулоневрит, и таа вакцината се повлече таа година. Така да после тоа, значи јас ја имам таа примано секогаш кога бев на клиника, секоја сезона ја примав, значи значителен број ја примаат, веќе мислам дека дојде до беше 300 милиони дози годишно, веќе се зголеми на милиарда дози за грип и нема вакви несакани умрени, значи има некој мал процент, меѓутоа тоа се локални реакции и така натаму. Имам уште едно полуполитичко прашање, би рекол, од аспект на вакцините. Русите први ја произведоа својата вакцина, потоа кинезите произведоа, па се појавија Pfizer и така натаму и така натаму. Македонија како држава, и затоа веројатно се најдовме во коализија со она што го направи Србија, одби воопшто да размислува за руските вакцини. Рековме не, ние ги чекаме од Pfizer, затоа што тие се прифатливи за нашите партнери во Европска унија и во НАТО. Сега, меѓутоа, се поставува реална можност дека ние нема да примеме само од Pfizer, ќе добиеме и други вакцини. Ке беше Руски грешка, и кинески. Да, тоа ќе изјавата беше- на премиерот Заев, Токму кој така. што беше контрадикторен. Од една страна вели ние сме прозападни, Србија Па, не е Србија прозападна, добила, не е ама и про од Pfizer НАТО. добила, малце беше хаотично. А доби од Pfizer и Но- седиштето на Pfizer е во Србија, Но например. не го коментираме тој да зборот ми е ќе беше грешка ако ние се нафатевме на руски, не знам, на кинески вакцини, да не чекавме Pfizer, можеби ќе можеме да уплатиме порано. Ова потполно се дали се руски, може ли да бидат и, не знам, австралиски. На некоја не НАТО земја, ајде не, Австралија е тамо. Значи, првен треба да видиме кој ја донесе одлуката, од кои вакцини, кој ја носи таа одлука. Значи, таа одлука треба пак да има некои стручни луѓе кои треба да донесат одлука кои вакцини ќе се набават и дали треба да се набават и што очекуваме со претходна анализа на епидемиолошката ситуација, нели колку се разболени, различна епидемиолошката ситуација во сите држави. Постои едно правило, нели, во медицината, кој се работи за нов лек, ако не мораш, Не го примај. почекај другите не, да видиш како ќе бидат искуствата. Меѓутоа, тука морам да кажам дека имам една појава кога на неколку пати во тек на оваа пандемија се зборува за донација на лекови, се зборува за донација на вакцини. Да. Тоа мислам дека само по себе не смее да се изусти, да не смее да се помисли, без разлика на мерата. Значи, сега тука имам една состојба која веројатно премиерот сака да му помогне или да го вади министерот, па сега некоја вакцина од помош. Меѓутоа, ние не смееме да примаме вакцини од помош. Правилната формулација, ако некој сака да ни помогне, да ни ги отстапи 8, 10.000, 20.000, ние сами да ги платиме од производителот. Бидејќи со тоа веќе имаме друг еден зрел однос.
Може би затоа е тој фактички политички шамар, нели? Мислам дека како можеш да бараш вакцини и помош. Значи, бидејќи се работи за... Зборувате за изјавата на српската премиерка Брнабич, политички шамар, кој што ни отвори очите дека практично ние не сме ни подготвени за тоа. Не само тоа, него прашањето е како можете да барате вакцини на помош. Значи, тоа Африка го прави, односно и тие не го прават со добра волја, него се прават, значи, кога набавувате од некој производител, вие правите договор. Со тој договор се обврзува тој дека ќе ви даде квалитетна роба, дека ќе биде транспортот како што треба, дека не знам ќе одговара за последиците негативни, додека помошта е на подарен кој не се гледа. Помошта е веќе не можеш, не знаеш првин дали е добро чувана, дали е транспортирана добро, која серија, дали истата серија и така натаму. Значи, ако веќе некој сака да бара помош, односно ние не викаме без пари, него нека ни ги отстапи тој број на вакцини, ние сами со производител, било кој да е производител, ќе си го платиме и ќе си направиме договор со него и така натаму и така натаму. Овдека мора да направиме пауза за реклами и само да кажам, професорот кажа една работа, вели со нови лекови подобро некој друг да ги прими. Јас би претпоставил дека ова е феноменална порака за владиниот пиар. Ке излезе дека нашите здравствени власти се практично гениални, чекаат другите да ги примат вакцините, па ние кога ќе дојдеме ќе провериме дали е добро откако ќе проверат германците, швеѓаните, русите и така натаму и така натаму. Останете со нас, се враќаме по рекламите. Се враќаме во студиото, гостин во емисијата е професорот Вело Марковски. До сега разговаравме за вакцините, за начинот како тие се ќе влијаат понатаму на човечкиот организам и така натаму. Навистина интересно, во меѓувреме пристигнуваат и бројни прашања, меѓутоа емисијата навистина е кратка во овој обем за да може да се опфати се. Верувам дека професор Вело Марковски ќе има прилика и односно можности и на други медиуми и кај нас понатаму повторно да се наврати на ова прашање. Сега одиме, бидејќи времето е кратко, на би рекол чиста политика. Вие сте член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, околу пописот. Се случи тоа што се случи. Денеска председателот Спендаровски го потпиша законот за попис. Нема веќе враќање, нема бегање. Попис ќе има од 1 до 21 април. Вашата матична партија се противи на ваквиот начин на попишување, значи да се разбереме не на пописот како таков, туку на подовие правила и стандарди. Што очекувате вие? Кој ќе биде жртва практично на пописот? Вака сега, значи ние се договоривме секој да зборува најмногу за својата област. Ние имаме неколку експерти во извршниот комитет, меѓутоа и во пратеничката група користевме и експерти надвор. Професори ги поканивме на извршен комитет и зборувавме на оваа тема. Меѓутоа, по мене има една друга појава. Ние имавме едни избори, би се навратил на претходните избори, каде што горе-доле беа картите пата-пата, се вика, нели, за 1-2 пратеника. Во такви услови, нели, генерално многу држави веднаш одат на избори. Веднаш одат на уште еднаш избори да се пределат картите, бидејќи јасно е дека ќе има многу проблеми. И сега имаме носење на многу сериозни одлуки кои засегаат сите граѓани. Меѓутоа се носат со многу тесно парламентарно мнозинство, со 60, 61, 62, а од друга страна, значи воопшто не сакам да навлегувам нели на оправданоста и така натаму, меѓутоа евидентно е дека голем дел од гласачите ги представува ВМРО ДПМН и мора да се почита, односно да се праша, да се разговара, да бидат овие заеднички проекти. Кому одговарат проекти кои ќе бидат нели проблематични, не знам. Значи вакви големи проекти се однесуваат на сите политички партии, односно на сите граѓани. Не се однесуваат само на тие што се на власт. Значи од друга страна нели власта е со тесно мнозинство, така да мислам дека веќе со самото тоа веќе е проблематичен на овој закон. Значи ние имавме порано, мислам дека состојби кога многу помали партии, да речеме, од условно речено албанските партии се противеа и тие пописи не се одржуваа. Да, професор, сакам да ве прашам уште едно прашање во ова неконвенционално интервју. Со ова значи што колегите разговараат само за здравствени прашања, ние сакаме и други теми да зачнеме. Го видовме преска Коста Петров, директорот на
фондот за иновации, подпредседател на СДСМ, кој што призна дека направил кривично дело. Од друга и нема да му фали влакно од главата, претпоставувам. Искрено се надевам дека нема да му фали влакно од главата. Од друга страна имаме во моментов во македонските затвори 20 на луѓе осудени на над 200 години затвор. Тоа е познатиот случај 27 април. Ми интересира, вие сте лекар, но се претпоставам дека имате став и за овој срам на македонската историја. Да, мислам дека овој случај ја влече цела држава назад. Значи, имаме една состојба во која имаме осудено терористи кои пееле песни, здружение кое нема организатори, нели не се фатени организаторите, терористи кои пред тоа не направиле тероризам, кои беа апсени неколку месеци после настанот, нели? Иако беа прави терористи, веројатно тие неколку месеци ќе ги искористеа за терористички акти. Меѓутоа, евидентно е дека голем дел тука мислам дека постојано ако не го решиме ова на една ситуација со која мислам дека ќе се донесе општа амнестија за сите тие случаи, тие луѓе веќе доволно мислам дека одлежат. Тие не навлегуваме во случаи каде што нели имаше лични кривични дела, мислам дека господинот со кубењето за коса на министерката Шекеринска веќе се му помина казната, значи тие 4 години, да. Тие ќе си одговарат за тоа што го направил поединецот. Меѓутоа тука имаме за некакво злосторничко здружение кое еве видовме и во Шведска, нели, овој еден од случаите не беше, значи гледаме сега и во Соединетите американски држави, кај нас во парламентот мислам дека 4 или 5 пати влегувале граѓани. Значи, како влегле? Јас сум влегол у парламент, не можеш да влезеш ако нели има обезбедување и така натаму. Тој што ги пушти во парламентот Крсто Муковски, сега е омилен бизнис партнер на владата, на пример. Не знам дали тешко е да се суди за нели секоја планина си ја знае својата тежина, меѓутоа генерално мислам дека секогаш кога ако не го решиме ова со општа амнестија, мораме да го решиме, секогаш во следните децении ќе се навраќам и стално ќе се наоѓа некој нов организатор, некој нов кој учествувал, можеби од сегашната власт има и така натаму, и стално тоа ќе не влече како држава надоле. Мислам дека треба да постои овој политичка волја кај сите партии да се реши овој случај, бидејќи генерално нема направена штета и мислам дека јасно е дека не е тоа здружение, односно ако веќе е здружение злосторничко и така натаму, кои се тие организатори, треба значи многу работи, од друга страна нели пратениците беа затворени, им беше земен мандатот, па им беше вратен мандатот, само по себе е сомнително, така да мислам дека и ова неколку пати сум го изнесувал барем на извршниот комитет и дека единствено правилно решение, мислам, мора да се донесе таква една општа амнестија за сите случаи и да како држава да немаме тегови на нозете да можеме да одиме. И уште едно прашање политичко. Локалните избори се за 9-10 месеци. Се зборува многу за листи кои што деноиве, например, се спомнува председателот Црвенковски дека тој би застанал за некакви такви листи во партијата. Имате такви некои информации? Мислите дека такви листи би можеле да поминат кај граѓаните? Па јас немам информација, но меѓутоа мислам дека е многу несериозно обвинување. Значи се работи за еден човек кој да не речам вакви ситни фори учеле од него веројатно, кој бил неколку пати премиер. Зборуваме за тоа што го обвини премиерот Заев, го обвини протечниот председател Црвенковски, бил председател на државата, така да и она нели сигурно нема да дојде до таква ситуација да нели за пари, немал пари, па ВМРО ДПМ ќе ги плаќа и така натаму. Мислам дека се смешни обвинувања и шпекулации и не гледам каде ова води, кон каде води, бидејќи ова во контекстот тоа што зборите претходно дека сите против сите, дури внатре во СДСМ и тамо внатре има судири. Да, значи ние мора да сватиме дека мислам дека да се разбереме, господинот Заев не е наивен политичар, он навистина имаше сериозни противници, меѓутоа прашање дали пак сега господинот Црвенковски, бидејќи долго беше нели лидер на партијата, едноставно
чисто демократски да остави да еве некој друг да преземе нови чекори, така да ќе биде интересно тоа. Мислам дека се отвараат многу фронтови, многу поделби кои не одат на добро. И на крајот само уште една информација која што вечера јавуваат повеќе медиуми, председателот Пендаровски во контекст на вакцините вели производителите на вакцини не заборавија бидејќи сме мал пазар. Веднаш има реакции дека не е точно, Словенија уште помал пазар вакцинираат од 27 декември. Една од земјите која што најмногу досега проценти вакцинирано население е Малта, која што има само 500.000 луѓе. Ова како обид да е на Пендаровски да го спаси Заев и Филипче, да ги спаси од неспособноста, имиџот на неспособност. Да, добро, не сум ја видел таа изјава. Мислам дека не е битен на пазарот, туку на временоста, односно намерата и така натаму. Подготвеноста повеќе. Ние имавме еден кикс, не набавивме вакцини и за грип. Ние го забораваме. Грипот до април месец ке ни, до крај на април, почеток на мај, тоа ќе ни виси како меч. Ако нас ни се појави, ние мораме се молиме да немаме епидемија од грип. Ако ни се појави епидемија од грип, сега ќе биде тоа со катастрофални последици. Лани имаше голем број на починати луѓе од грип. Значи грипот не мора да се јави секоја година. Што се јава на година, на 2 или на 3. И сега може би ќе имаме среќа да не ни се јави година. Меѓутоа, ако се јави годинава, во една ваква ситуација кога воопшто немаме, ризичните групи не ни се вакцинирани, бидејќи вакцини тие малку што дојда во декември, кога е веќе поминато времето за вакцинирање, односно не знам, декември или средина на декември, така да голем дел од тие ризични групи не се вакцинира и тука ќе го видиме ударот и колку е лош грипот. Се извинувам, уште едно практично прашање, да не извини, многу прашања, постои едно практично прашање. Многу луѓе пијат, добро, витамин С, витамин Д, селен, цинк, магнезиум. Професоре, треба ли да се пие толку многу? Значи, како што постои хиповитаминоза, односно недостаток на витамини, толку опасна е хипервитаминоза, односно преголемо внесување на освен за витамин С, тој не е проблем. Значи, грото од овие лекови носачи имаат разни хемиски супстанции и така натаму, дел од нив знаат да бидат штетни, така да една мултивитаминска таблетка зимно време каде што ги има сите витамини, и јас препорачувам препарати кои имаат јод. Значи јодот е за имунитет и сосема е доволно. Дали еве за пописот дали може да малце ме прекинавте каде очекувам, значи мислам тука дека имам еден проблем мешање на религија со политика и со нација. И тука очекувам голем проблем и сакам мене ми тежи да некои мои согледувања ги објаснам во однос на нашите македонци муслимани. Значи или викаат луѓе од нашиот сој или торбеши, некои се викаат не е навредливо, не да чистиме. Значи последните години овој термин некако се избегнува, меѓутоа видите тој термин торбеши од каде доаѓа? Значи тоа се најисправните, први генетски најчисти македонци, меѓутоа и најисправни кон религијата, кон Бога. Нашите македонски муслимани се најисправните кон Бога. Би сакал во 2-3 минути да го објаснам. Меѓутоа терминот торбеши, тоа е не затоа што се продале за торба урда, меѓутоа тоа се едно движење, почнува со богомилското движење, значи тоа се едно филозофи луѓе кои викаат мене ми треба само торба со леп, сол и вода. Значи тие се тие филозофи кои нели имаат проблем за време на владењето на цар Симеон, мислам дека беше тука во Македонија, па продолжува цар Петар, каде што всушност црквата станува посредник меѓу Бога и населението и каде што им дозволува да имаат големи даноци, огромни даноци, не знам по 50%, и тоа едно напредно движење кое се шири во цела Европа, тоа се богомилите. Нели, кои потоа се тие не носат оружје, убивани се од сите власти. Патарени на власти. Така да делот тие луѓе кога доаѓа муслиманството, бидејќи препознаваат многу од нивното учење во муслиманството, не го прифаќаат. Да не заборавиме дека многу ни измешана историјата. Значи првите векови турците сакале да се прокламираат како наследници на источното римско царство.
Значи тоа е тоа, истиот град, истите титули сакаат да ги имаат. И именно зашто се најисправни во однос на верата. Јас верувам во Господ, значи првиот Зевс, нели, и тоа Зевс казнува. И со Зевс Господ нема голем успех, потоа се Свети Илија и така натаму, има и други светци, и потоа доаѓа Исус, имаме големи проблеми, имаме полигамија, имаме принесување на жртви, принесување на деца, имаме крвна освета, имаме многу работи, кои Исус успева со ширење на љубов да ги елиминира, да ја вметне таа филозофија на живот, и тоа трае неколку века, кога потоа, нели, се праќаат пророк, нели, е испратен како пророк од истиот Господ, нели, без разлика, нели, се вика Аллах, меѓутоа истото значење, се испраќа Мухамед со 4 големи пораки. Првата порака е дека не треба да има посредници меѓу Господ, нели, верувањето и луѓето, нели, тоа се свештеници, цркви, злоупотреби и така натаму. Втората порака, односно прва порака е тоа што е од Исус треба да се задржи. Значи да не се негира во самиот Коран, мислам дека 18 пати е спомнат Исус Христос. Третата многу важна порака е од медицински аспект е значи ги гледа случувањата што ќе се случува со богомиливе, значи убивање на многу живи, палење луѓе и така натаму. Понатаму друг проблем е сидата, нели, во човештвото и грипот. Со муслиманството се праќа порака, значи ние ако се прифатеше вака, нели, догмите од христијанството да се надоградеа муслиманството, да не се делиме, нели, едниот и другиот е пратеник од Господа, ама ние сега ајде ќе го преобратиме ово или оној. Значи ние тоа е нејадењето свинско, тоа е главната причина, ќе се спасеа милиони луѓе, немаше да умрат од грип, бидејќи вирусот на грипот мутира само кај свињата. Значи само трахејата на свињата ги има рецепторите за двата подтипа и таму може да мутира. И сидата, нели, ХИВ со сунетот се до 70%, и тоа СЗО го препорачува, нели, во Јужна Африка како единствена мерка за спречување на ХИВ инфекцијата е циркумцизијата, бидејќи се отстранува, нели, препуциумот каде што е богат со Лангерхансови клетки се викаат, тие се богати со многу рецептори за вирусот. За жал сега гледаме дека и таму и во муслиманството, нели, има свети војни, има злоупотреби, има посредници меѓу нив и меѓу Аллах, така да од тој аспект нашиве македонци муслимани го прифатиле Исус, и тоа прифатиле и муслиманството. И тука мислам дека во пописот не сме да се врши злоупотреба по верска основа, односно моите сознанија се дека голем дел од нив имаат проблем бидејќи државата не ги штити, па имаат притисоци да се пишат овака или онака. Така, најранливото население во Македонија се токму овие луѓе за кои што зборувавте сега. Со ова излагање на професорот за крај завршуваме. Ви благодариме уште еднашка за гостувањето. Се надевам во некоја следна прилика повторно ќе имаме. Искрено се почувствувам малку како на час по повеќе различни предмети, микробиологија, историја и така натаму. Да, се извинувам ако Не, благодариме за вака исцрпните. Па се надевам дека нема да чекаме следни 10 месеци, па ќе поразговараме и порано. Така. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Гледате не утре во репризнато издание во 15 часот, а потоа во редовниот термин со мене и со Горан во 22:30. Имајте пријатна вечер.